Колку на Прилеп и регионот му е потребна професионална спасителна служба која ќе биде под капата на државата? Докажува примерот од пред неколку дена кога параглайдерист падна во шумата во близина на Мечкин камен кај Крушево. За среќа параглайдеристот се закачил на едно од дрвјата и тој останал таму да виси на околу 12 метри над земјата. Колегите ја повикале волонтерската спасителна служба на спелеолошкиот клуб Златоврв од Прилеп, кои во рок од 2 часа успешно го спасиле параглайдеристот. Лицето беше во психофизичка стабилна состојба, немаше никакви повреди. Веднаш се упатив кон пристапување за спасување и за што можеме побрзо да го спуштиме долу. Ние користиме SRT техниката, тоа е техника на единечно јаже, single rope техник, каде што е стварно можам да кажам моментално најдобра техника за сите видови на технички спасувања. И веднаш започнав со поставување на систем за спуштање на лицето, го откачив од неговото платно и веднаш долу го спуштивме. СК Златоврв досега имал неколку вакви спасувачки акции, најчесто кога ќе имало повредени планинари да се симнат од планина, но за жал овие херои работат само волонтерски, без никаква поддршка од државата, додека во Прилеп и Крушево секоја година доаѓаат илјадници параглайдеристи, болдери, возачи на крос-мотори, планински велосипедисти и други љубители на екстремните спортови кои што се негуваат во овој регион. Функционираме на волонтерска база. Сите наши активности која ќе излегуваме на терен, сето тоа е од наш личен трошок, каде што секако тоа го правиме волонтерски, ние сме обучени, ние го сакаме тоа да го работиме, но сакаме Прилеп како што се развива изминативе години, се повеќе и повеќе зема замав аутдорс активностите, поточно било кој планински спорт, и секогаш треба да има служба која што е подготвена за што најбрзо и во најкратко време да пристапи кон помагање, помош, спасување на тие повредени лица. Параглайдеристите кои што биле сведоци на спасителната акција во Крушево велат дека во регион како овој, Прилеп и Крушево, каде секоја година доаѓа светската елита на параглайдерството, неминовно е постоење на ваква служба. Прилеп и регионот со Крушево заедно се најпосетените места за летање со параглайдери на кои се организираат меѓународни надпревари од највисок ранг. По пропозиција, кога се организира меѓународен надпревар, обавезно е потребно медицинска помош, односно итна медицинска помош, со присуство на возило и спасителна служба. Досега тоа сме го решавале инцидентно. И во сите држави каде што одиме на надпревари, постои горска служба под покровителство на државата. 6 членови на Прилепски Златоврв кои освен за напланини се обучени да спасуваат повредени луѓе и во пештери, пропасти, но исто така и во урбана средина, се надеваат дека државата ќе има поголем слух и дека ќе станат првата официјална спасителна служба во овој регион.